U ime na Otca i Sina i Svetija Duh. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска Светата Црква Божја го празнува името на равноапостолниот Отец и преподобен подвижник Христов Наум од Охрид, чудотворец. Тој е еден од светите седмочисленици, еден од учениците на горазните покрстители народот словенски Методий и Кирил. Преподобен Наум наш, духовен отец, покрстител и просветител на нашиот народ е наш сосед. На крајната јужна точка од Охридското езеро се наоѓа манастирот Чиктитот е токму тој, Свети Наум. Манастирот го подигнал на почетокот од 10 век и им го посветил на светиот архистратик Михаил и соборот на светите ангелски безтелесни сили собрани околу светиот архистратик Михаил. За манастирот, подигнат на брегот од Охридското езеро од раката на самиот светител, рамен на апостолите, бидејќи е просветител и покрстител на словенскиот род. Треба да се каже дека е првиот обштежителен манастир воопшто сограден и создаден таму каде што живеат, да се изразам со зборовите на еден голем руски научен професор на Оксфордскиот универзитет Димитри Оболенски во словенскиот дел од Византискиот комун. Од тогаш до денеска, најмили мои, истекле, верували или не, повеќе од 11 век, повеќе од 1100 години, се длабоки нашите христијански корени. А тоа што е врзано за Христа Господа, е тоа што е вечно и несмртно во историјата на секој народ. Нас не имало и пред тоа. Нас, словените, не имале и до светите браќа. Но верата на нашите предци била незнабожечка, паганска, многу божечка, а културата на нашите предци била субкултура. И гледајте, Бог благослови еден субкултурен народ да стапи во најтесна врска со тогаш најкултурниот народ на планетава Земја, православниот византиски народ. И височината на таа христоцентрично создавана култура да ја постигне еден народ кој што беше на културен план под самата нула. И сето тоа Бог го благослови да ни се случи преку делото, светото дело, ќе повторам, еднаквото делото на светите апостоли, учениците Христови, на светите седмочислени. Што е голема обврска. Многу наши научници и политичари сака
da ne stava povrskata neka kultura predhristijanska ili dohristijanska, imajte ambiciji da posvedočat našата starost so nekoliko hiljadi godini postoji. Se odeše do tamo, što teziti na teologije beja katastrofalni i komični, дека само сонцето над главата на македонците е постаро од македонци. Имахме и такви тези, кои што се безмислени. Не е важно колку како биолошко-физиолошки феномен не има во историјата на светот. Но важно е тоа од кога не има ословесени, ологосени, осмислени, со вечноста која што е пред секој почеток и со која што се осмислува секој историски почеток. Ако сакате крајот на вашето постоење да го осмислите со почетокот на вашето историско постоење, јасно е дека ќе крахирате, ќе изгубите таа битка, бидејќи со почетокот не може да се осмисли крај. Ама ако знаете зашто сте почнале, сте ја добиле смислата за тоа на прашањето зашто сте почнале, зашто ве има. Зашто го има овде каде што сте, а не на некој друго место? Сите тие одговори ни ги дава велеславениот духовен татко наш Наум од Охрид, чудотворец. Мора да се каже дека свети Наум, како ученик на светите браќа Солунски, Кирил и Методи, бил избран од овде наши крајишта, географски предели, наши. За него никој не се сомнева дека потекнува од првите аристократски словенски семејства, поради што се стекнал со можноста да се стекне со високо образование. Ги поминал сите тогаш знаени високи училишта од типот на Цариградскиот универзитет, например, за кој што може да се каже дека дури бил единствен налик на овој наш универзитет, што сега и денеска имаме и го знаме. Значи станува збор за крајно култивирана личност, за човек кој што ги владео сите, тогаш можам соборно да ги наречам светски јазици, како што бил јазикот на славните византинци. И со чија помош можел да комуницира буквално со сиот свет, со четирите страни од свет. И така, уште од малена, подигнат, растен по медата Христова, станал избран на светите солунски браќа. Во познатата историска акција, чија суштина и содржина е строго евангелска, на покрштување на пагани. Со свети Наум буквално се случи тоа што Христос Бог им го кажа на апостолите. Досега ловевте риба, а отсега ќе ви научам да ловите луѓе. Со која мрежа се ловат луѓе? Со мрежата на верата, драги мои. А мрежата на верата е за толку посигурна и може да ги издржи 153 огромни риби, патени, во неа без да се скине, ако е замесена.
od знаението и сознаението. И точно е, како што велат најсветите во црквата, неможно е да се има вистинска вера без вистинско знаење. И уште помалку може да се има вистинско знаење без вистинска вера. Досега, многу пати тоа сме го кажале, живеете во знакот на схизма, на расколот, што некој вештачки го предизвика, го ископа помеѓу верата и знаењето. А сега гледаме дека Светата православна црква таквите состојби никогаш не ги благословувала и не ги прифаќа. И денес, во оваа наша вистина, можете да го чуете вековниот став на Светата православна црква. И денес ретко слушан во наша Македонија. Да не кажам, може би и воопшто не слушан. Затоа што некој не сака да слуша, а не сака да слуша затоа што е идеолошки затруен. Затоа што не сака да живее во близина Божја, да се причестува со Него и да гради вечна и нераскинлива заедница со Него. По молитвите на денесовиот наш духовен родител и молитвен застапник пред Господа, Наум Охридски чудотворец. Господ да не вразум, да не врати во лоното на Светата Христова црква, за која што многу пати сме кажале дека не е институција, туку жив организам на Богочовекот Христос, а ние живи клетки на тој организам или органи на тој организам. Поради што светот и човештвото не може без ниеден од нас. Затоа рековме, важна е поговорката на Струшката чаршија и на секоја друга чаршија, дека без секого се може. Секој е важно, секој е битен, за да се исполни божествениот домострој на спасението на човекот и на светот. Амин. За многу години, Христос.